Почитувани, добре дојдовте во Самовистина. Вечерва гости во емисијата се Сотир Костов. Добре дојдовте. Добре најдов. Никола Пановски, ЛДП и Јован Деспотовски, член на СДСМ. Добре дојдовте и вие. Ке говориме за сите актуелни случувања во последниот период, заклучно и со блискоисточната криза и последиците од неа, но за почеток би сакала, гледам дека и денеска е актуелно тоа прашање по вчерашните протести на студентите за полагање на правосуден испит на албански јазик. Ќе почнам со вас, господине Костов, пошто бидејќи сте и правник, нели? Сметаат дека треба да се полага на албански јазик, она што можеби беше интересно на овој протест, пораките кои што беа испратени и иконографијата со албанско-американско знаме без македонско знаме и со пораки дека не се дава албанскиот јазик, дека се работи за дискриминација. Дали се бара решение, тоа беше најавено и од владата, за тоа како ќе се полага овој правосуден испит. Денеска премиерот Мицковски оцени дека албанската опозиција се обидува да предизвика дестабилизација, бидејќи таму имаше представници од опозицијата. Ваш коментар на овие случувања и што мислите околу полагањето на правосудниот испит на албански јазик? Апсолутно ништо не мислам за полагањето на правосудниот испит на албански јазик. Тоа е ирелевантна работа, верувајте ми. Али Ахмети и сакат да наметнат, пак да дефокусираат. Видите, ние имаме устав. Ние имаме Охридски договор преку амандмани инкорпорирани во уставот. Имаме закон за јазици, закон за употреба на јазиците. Член 7 е многу јасен од уставот, а тоа е амандман 5 од менувањето на уставот, кој вели: на целата територија на Република Македонија во службена употреба и за меѓународни односи е македонскиот јазик. Точка. Нема објаснување. Став 2. Може и друг јазик да биде службен. Не друг јазик што е на 20%. Да, ама вика уредено како што во овој член. И сега имаме 3-4 става. Големата експликација ќе оставам за друг пат, бидејќи тројца сме, немаме многу време за зборење. Вика вака: во единиците на локална самоуправа, таму каде што има 20% од било кој припадниците на народи, а тоа е малцинствата меѓународен израз, имаат право да донесат одлука и единицата на локална самоуправа да биде двојазична, тројазична, четиријазична. Ги спомнувам сите, бидејќи имаме такви примери во 31 општина во Република Македонија и 4 општини во Скопје. Значи, македонски албански, македонски албански турски, македонски албански турски бошначки, па сега ако не е бошначки српски и така натаму. Тоа е еден начин, тоа е последниот став. Имаат право да го употребуваат својот јазик. Не велат албанскиот јазик. Не постои албански јазик. Постоje јазици на оние кои се на 20% во единиците на локална самоуправа, таму каде што се, и вели, во комуникацијата со државните органи имаат право да го употребуваат. И со подрачните единици и со локалната... Не, кажав за подрачната единица. И кога аплицираат, дали во подрачната единица, дали во државните органи, пак може да употребуваат. Имаме и закон. Сега да не сакам комуникација на органите со граѓаните, нормативистички да се поставувам, ама во уставот вели уредено како во овој член, а во сите други ставови вели како што е уредено со закон. Значи има посебни закони кои уредуваат каде, кога и како се применуваат јазиците на малцинствата. Ке го употребувам меѓународниот израз, а не деловите од народите во Македонија, на албанците, на србите, на турците, на бошњаците, на власите, па не знам кој заборавив, ама тука не сме. Кога владата и премиерот најавил дека се бара решение да се... Сега, се бара решение бидејќи последниот закон за употреба на јазиците од 13 иницијативи е оспорена неговата уставност и законитост. Орган кој тоа го решава е Уставниот суд. Не е како што претходниот председател кажа, некој поединец поднел 13 иницијативи. Овој председател на Уставниот суд е малку поиницијативен од претходната председателка
ги дал во употреба, го обзнани тоа во јавноста, контактираше со собранието, контактираше со Венецијанска комисија, замоли експерти да се изјаснат, дури да дојдат во Македонија, изборите локални тоа малку го одложија. Во меѓувреме добивме мислење од Венецијанска комисија негативно за некои решенија во законот. Многу не кошта во судските постапки да се употребува тоа што сакат дури... Не, се работи овде за полагање на правосудниот испит. Не. Ја нема да ви влезам во таа замка правосудниот испит. Они утре ќе го измислат шоферскиот испит, да ми простете, сообраќајниот испит. Значи, целта е да се прошири употребата, тоа сакате да кажете? Нема да се изјаснам, бидејќи ја тој испит сум го полагал. Сметате дека треба да биде на македонски јазик, бидејќи се стекнува на професионално? македонски јазик, сега ќе ви кажам зошто. Зошто? Сега ќе ви кажам зошто. Јас пред доаѓање сум полагал проески, кривично право, тулески и да не ги бројам сите, Марина и така натаму. Експерти, каде ќе најдеме ние на албански јазик, ако немаме експерти? Пример, немаме за стопанско право, немаме за трудово право. Пример зборува? Не. Службен јазик се знае кој е, експертите можат да се и албанци, и турци, и било што во таа комисија за полагање, се малку поинако се полага, и сите припадници, тоест државјани на Република Македонија, кои аплицираат, ќе полагат на македонски јазик. Тоа што некој сака да внесе двојазичност на целата територија, не бива така. Тоа така едноставно не може и Венецијанската комисија се изнаци. Јас случајно, ја знам дека ќе не чачни за ова, еве ја пейсажот јазичен во Република Македонија, еве ги 31 општина со двојазичност, тројазичност, четиријазичност. Тоа се кои? Еве ги, многу се да ви ги читам. Многу се да ви ги читам. Еве примери ќе ви дадам. Примери ќе ви дадам. Во Рачиново е македонски и албански. Боговиње Бравеница исто. Во Врапчиште е македонски, албански, турски. Ве молам, Гостивар, поголемите македонски, албански, турски. Крушево, македонски, албански, влашки. Ево и така на. Скопје, пазете. Еве картата. Еве картата од 10 општини, 4 општини, а тоа се Бутел, Сарај, Чаир, Шуто, Ризари, имаш македонски, албански, македонски, албански, македонски, албански, турски, ромски. Што запнале албанците? Па не е ова билингвална држава, ова е унитарна држава. Они што се повикуваат, завршувам, на договорот Охридски, заборават главниот принцип. Овде вика, два принципа се, територијалната поделеност не смее да значи поделба на државата, него општинско. Не, второто е унитарна. Да. Вториот принцип е унитарна држава. Каде унитарна држава со двојазичност? И федерално уредување што... благодарам. Да. Благодарам, господине Пановски, вие како гледате на овие пораки што беа пратени вчера? Дали се злоупотребува? Дали станува збор за... Ретко се согласам со премиерот, овој пат се согласам. Дека е обид за дестабилизација? Да се гледа тоа. Мислам, овие младиве сите работи, да им честитам. Зошто ниедно македонско знание, например, нема на овие протести? Зошто не се почитува македонското? Уште се работија, бизнисот им цвета, кризава не ги зафаќа, они до тоа стигна на кој јазик ќе го полагаат правосудниот испит. А тоа ме иритира со знамињата и не би сакал воопшто да коментирам. Скандирање имаше. Знаете, ми наречуваат како е бугарски здружени овде, кои сака да влезат во уставот, а не признаваат државата во која живеат, не само државата, туку народот не го признаваат, така и овие. Не ја признаваат државата со тоа што намерно не го носат знамето, иритираат со илјадници албански знамиња, не знам што бараат тука американските во овој случај, и тоа ме одбива како граѓанин да воопшто не сакам да разговарам за нивното барање дали е оправдано или не. Меѓутоа, ако случајно, не дај Боже, се прифати, тоа ќе оди после синџир, верига. Ќе се бара стручен испит за доктори. Па ќе се поделиме, па специјалисти, па ќе се поделиме на интернисти македонци, ќе полага македонски, на интернисти албанци ќе полага албански. Тоа е веќе федерализација. Јазична федерализација. Мора веќе за специјалистички испит, кој е сличен на правосудниот, а и државниот испит. Стручниот испит, исто ако се подели, единствено што сме успеале во држава да задржиме лекарската комора да не е поделена. Има некои здруженја, меѓутоа нема комора на северо-западна Македонија. И тоа е многу тешко. Меѓутоа и со ова, кога би се пресликало, и тоа ќе се растои.
И со првичното мислење тогаш кога стигна од Венецијанската комисија за околу законот за јазици кој што нели прво се донесе, па потоа стигна мислењето, имаше став дека имало некои одредби во законот што се и повеќе од нормите што ги предлагаат, што ги има во повеќето. И не се справедливи. Да, европски држави и тогаш беше кажано дека ДУИ се согласила да се имплементираат препораките на Венецијанската комисија. Ќе видиме сега како тоа ќе оди. Можеби овај притисок кон уставниот суд кој што нели сепак најавува дека ќе одржи таа седница околу законот за јазиците подготвително. Господин Деспотовски, ваш став околу оваа тема? Кратко само ја, бидејќи сме тројца во интереси на времето, и господинот Костов и доктор Пановски спомена една многу важна работа, тоа е практичниот дел. Не сум правник, не се мешам, почитувам целосно тоа што го зборувате. Меѓутоа, проблемот е што мислам дека оние кои што гласно зборуваат против дискриминација на некој начин промовира дискриминација. Зошто? Заради тоа што доколку се полага на албански јазик, дали е лекарски, дали е правосуден, а постапките при тоа знаеме дека се водат на македонски јазик, тоа значи дека самите студенти или самите луѓе се стават во подредена позиција во однос на сите оние кои што го познаваат доволно македонскиот јазик. Така што сите тие што протестирале вчера, со најдобра намера, еве не навлегувам намерите, дали било федерализација, не, да се задржиме чисто на практичниот аспект, не сакајки се хендикепираат самите, односно се дискриминираат самите, имајќи предвид дека утре ако го полагаат на албански јазик, се согласувам доктора во право сте, ќе може да практикуваат само кон одреден дел од својата клиентела во однос на сите останати нивни колеги, македонци, албанци, не е важно, кои што ќе ги познаваат двата јазика, ќе знаат како да. Така што од практичен аспект мислам дека е сосема депласирано она што се бара. Дали има политичка позадина во целото ова, со оглед на тоа дека имаш и представници? Се барате политички став, дали има позадина? Секогаш има, и јас мислам дека сите политички актери секогаш, особено оние што се во опозиција во моментот, зборам во делот на етничкиот албански кампус, веројатно ќе се обидат, ако веќе не се обиделе, да го искористат. За да се креира наратив, овие се слики и ајде приказни во наводници кои што сме ги гледале во некое дамнешно време. Јас мислам дека не само со Охридскиот договор, него и понатаму со целосното спроведување, се тоа е историја веќе длабоко минато за Македонија. Ова не мислам дека оваа тема реално именува во секојдневниот живот на нашите сограѓани албанци, ниту на македонци, ниту на турци, ниту било кој друг. Значи има многу актуелни теми за кои што верувам дека ќе зборуваме и ние вечерова, кои што не се поврзани со јазикот за полагање на правосудниот испит, кој што нема го направи правосудството поефикасно. Сега на крајот на денот така дискутираме. Дали тоа ќе ги направи пристапот до правдата за нашите сограѓани албанци или турци или не знам кој побрз? Нема. Една реченица може? Може. Значи, Јова мислам експерт за евроинтеграција, колку знам таму владата тоа работеше. По некои извештаи сум среќавал констатации од Брисел дека во Република Македонија во поглед на јазиците и писмата на малцинствата имплементираните стандарди се над европскиот и светскиот просек. Тоа беше во мислењето. Се е кажано. Да. Се е кажано за тоа. Да. А се надополнувам на докторот, осудувам таа знаменска иконографија без македонско знаме. Имаше мислење тогаш од Венецијанската комисија околу униформите дека не може да бидат двојазични, меѓутоа тоа не се испочитува, така. Добро, би сакала сега малку да одиме со Европската унија. Дали се затворени патиштата за Македонија со оглед на тоа што Софија останува ригидна на позициите, но ставот на владата е тој. Јас би сакала господинот Пановски сега да го прашам како гледате вие на оваа ситуација, во ситуација кога зборам партиски, дека со одложено дејство е сега партијата ставот. И барат гаранции. Исто така невозможно, го звучи. Меѓутоа, демек ставот е дека треба да се донесат уставните измени и да се правно, не знам како ќе изгледа, тоа дека ќе важат од влезат во и да видиме што како ќе реагира Бугарија, како ќе реагира Европа. Тоа е партиски. Лично ако гледам, јас бев против тоа, бидејќи да ве против францускиот предлог, за тоа против францускиот, не суштински, може најдобар, може не може подобар, не сум јас преговарач. Меѓутоа имаше анкета во партијата, 54 основни организации, дали што мислите за францускиот предлог? Партијата сепак е центар, интелектуална да речеме, без да навредам никого. Во 54 организации единици едногласно беше одбиен, а само тројца луѓе биле воздржани
или биле за предлогот. И во основа тоа на Централен одбор, јас реагирав, рекол, луѓе, сакате сами да се заглаиме. Кога во ЛДП се против, што останува за ВМРО ДПМН? Кои се да речеме, под наводници патриотски ориентирани и така натаму. За двотретинското мнозинство беше да најдете 80 луѓе. Зошто сами да се... И јас бев еден од тројцата, меѓу кои бившиот председател Горан Милевски, кој гласавме против од овие аспекти, дека сами ќе се блокираме. Подобро да останеше без тоа, па да преговараме, отколку која веќе... А особено и вториот протокол, нели сега и Евро... И така натаму, да. Известувачот Вајц бара мислење дали тој... Да, потоа како се срте, па се гласаше и така натаму, тоа е друга работа, меѓутоа тоа беше јасно. Дека со сила нешто се тера, па се проба слично како со Преспанскиот, со некои коалиции, непринципелни, некои уценувања во луѓе што се обвинети или осудени, осомничени и така натаму. И тука мислам дека беше и падот на таа власт покрај сите други работи, особено после кога се донеси кривичниот закон, да се изгуби тој рейтинг, бидејќи не успеа тоа многу. Мислам, бившиот премиер Заев особено жртвуваше како да си игра на се или ништо. Или ќе пројдеме во Евросунија и тоа ќе... Заев за францускиот предлог беше Ковачевски. Пред тоа, да. Меѓутоа, таа беше политиката и пред тоа. Договорот. Да, Ковачевски беше, меѓутоа, мислам дека политиката тераше таа гарнитура со Заев да се влезе. Некако успеа со Преспанскиот, меѓутоа овде да се доживеа крах и сега што понатаму. Лично јас би го донел овакој и би ги направиле уставните измени? Би се направили уставните измени за да се добијат средства во оваа тешка ситуација од Европската унија. Тоа се пред се грантови и така натаму до моментот кога повторно ќе не блокираат. Кој ќе не блокираат повторно? Значи пак не е решение. Не е решение, меѓутоа ќе отпочнат преговорите и ќе имаме пристап до средствата од Европска унија кои ни се неопходно потребни, бидејќи со оваа криза и претходно и со сите задолжувања државата може да отиде многу да стагнира и да се јави уште поголема криза. Значи да се добијат тие средства, а веќе имаше резолуција и во парламентот, имаше и предложено од СДСМ, кај што навистина нема да се преговара понатаму за никакви идентитетски прашања и ќе се прекине веднаш. Веќе е донесено, мислам, таква резолуција имаме ние. Значи, ако добро ве разбрав, господин Пановски, вие сметате дека ние самите со прифаќањето на ова преговарачка рамка практично самите се блокираме ако не ги... Да, за жал бев во право тогаш, дека кога видов како партијата во која луѓето не се така настроени, да речам, национално или не знам што, дека се повеќе европски, кај што најмногу можеби е блиска до Европската унија, 100% од луѓето кога реагира така дека тоа нема да пројде. И очигледно не пројде. И е далеко да народот до 50% би се согласил со тоа. Сега уште по... Да, денове актуелна е реториката меѓу власти и опозицијата кој врши предавство на националните интереси. Господин Деспотовски, се согласувате со ова што го кажа господинот Пановски и кој е вашиот став? Требаше ли тогаш да се прифати тој француски предлог? Јас мојот став сум го кажал и тука на емисии на многу јавни настапи претходно. Тогаш сум сметал дека е чекор кој што треба да се направи, меѓутоа во тој временски момент во таа отсечка. Многу работи се случија од тогаш. И да не заборавиме, се случија избори, на кои што мнозинството граѓани во оваа држава се изјаснија за платформата на нашиот политички опонент, кој што предлага сосема поинакво решение, или делумно поинакво решение, ако сакате. Ако сакаме да бидеме конзистентни, одговорни политичари, треба да кажеме да ако граѓаните во големо мнозинство дале поддршка на поинаков предлог, концептот да нема и ако уставни сакаме да кажеме да ги да слушаме, да го почитуваме ставот на граѓаните, бидејќи сепак е даден во еден легитимен изборен процес, во тој случај фер е да оставиме простор на нашиот политички опонент да го работи тоа што стои во програмата. Са работите се менуваат не само во нашата држава, нормално процесите во Европската унија не се врзани со Македонија. Че имате процес во рамки на Европската унија заради Украина, меѓу другото, меѓутоа и заради тој процес постои на редефинирање на начинот на кој се носат одлуките. Делумно веќе се направи за одредени клучни прашања, меѓутоа станаа еден корпус на прашања меѓу кои проширувањето кои што се уште се одлучуваат со едногласност, кои што порано или подоцна ќе мора да се решат.
ќе мора се решат и ќе се воведе принципот на квалификовано мнозинство. Дали ќе чекаме до тогаш, па ќе се искористиме можноста тогаш или во меѓувреме ќе се обидеме да направиме пробив, тоа е веќе работа на проценка наша интерна тука дома. Да, но еве господин Пановски вели дека треба да ги земеме средствата. Не треба, не е само за средства, мислам средствата се важни, меѓутоа не смеме да забораваме друга работа. Значи од спротивна, че ние велиме да бараме гаранции, бараме ангажманот спротивната страна, од другата страна на масата, тоа е Бугарија. Бугарија во моментот не се занимава со Македонија од проста причина што се занимава само со себе. Че имат избори. И таму е прашањето ќе одиме кидат натаму или кидат натаму. Да, денови имаше информација дека буквално има паника таму, Пајутова ги собрала дел од европратениците околу ова известувачот Вајца Манманите. Па не сум сигурен дека во Бугарија топ тема во моментот е Македонија, ниту дека клучните политичари се занимаваат со Македонија, значи да не си придаваме толкова значење, ниту сметам дека политичката дискусија во Македонија треба да се води врз основа на тоа што се случува во Софија. Не, апсолутно не. Треба да бидеме доволно мудри. И за тоа велам да процениме дали имаме доволно капацитет да се чекаме или можеби во меѓувреме можеме со проактивна политика, ама не со резолуција во собрание и не со прозивање кој е предавник, кој не е предавник, мислам дека се навистина тривијално и повторно ќе кажам, навистина мислам дека на граѓаните многу повеќе работи им стојат на глава во моментот отколку тоа да дефинираат кој е предавник и дали треба во моментов да дискутираме за уставни измени или не. И да ги направиме додека не заврши изборниот процес во Бугарија, под претпоставка дека ќе има јасен политички победник и ќе има јасна политичка влада, мислам дека процесот ќе остане. Да, господинот Костов. И против рамката, и против францускиот предлог, дури ако сакате и против договорот за добрососедство, така поставен, кој не обезличува, кој ни наметнува заедничка историја, споделена историја, кој културолошки не уништува, кој ни дозволува во образованието да ни се мешат бугарите, бугарската политика, кој дозволува историски да ни се мешаат, и јас сум против тоа со докторот и со соговорникот. Деспотовски се согласувам во тој дел. Во поглед на уставните измени не се согласувам, си имам моје мислење. Премногу дадовме со грците името, премногу дадовме со договорот за Бугарија, многу не чинеше француската рамка и тука ги делам тотално ставовите на Ристо Николски, кои во оваа сала и во Нова Македонија многу убаво ги изрази, не сакам да ги повторувам, и едноставно велам, до кога ние ќе даваме отстапки, кои многу не чинат. Не гледам ја дека Брисел па нешто се бави со проширување. Много добро знае Деспотовски дека после Хрватска нема никакво. Добро, но од време на време има информации нели од таму дека дека со квалификувано можело па потоа да оди во втора, да има етапно проширување без право на вето и така. Мојот став е вака. Доколку не се распадне, ќе бидам малку саркастичен, Европска унија, бидејќи малку пука по шалови и НАТО, ние регионално ќе влезиме под безбедносна нотичка. Не може Украина, каде има војна, каде што гинат стотици и илјадници луѓе, да влезе во Европска унија. Не може една Молдавија, каде што нема ни држава, председател била... Ама по таа логика на времето не може ни Бугарија, ни Романија. Мислам сега да... Бугарија и Романија многу добар пример се. Многу добар пример. Добро. Значи за работа за политичка волја ја имали во моментот таму, тоа е прашањето, господин Костов. Ние 2008 ги исполнивме сите копенхашки критериуми. Нам ни се случи Букурешт. Значи не сме ние Бугарија и Романија. Ние сме Македонија, Република Македонија, најголем дел од копенхашките критериуми ни се остварени, подослабневме, еве сега се враќаме и ние треба со Брисел да кажеме зошто сте дволични лицемери кога се во прашање Украина, Молдавија визави нас, кој да каже? Или ние нашето политичко воство, власта. И ја мислам прават некои разговори. Таму се шушка дека нешто се договара. Добро, да и ве пораките дека бараат гаранции. Зошто сте дволични кога се работи за Унгарија, Словачка, визави Украина, а секој пат еднаш сте на штета на своја членка, а често пати сте на штета на апликантот. Па зошто овој пат не го примените тоа како што го применувате кон Маđарска и кон Словачка? Значи, ние доста дававме отстапки.
ние ги исполнуваме без малку сите услови, малку корупцијата треба да победиме, да ги подсечеме ноктите орловски или лавовски или нокти со зашто не лужа. победуваме? Па затоа што може би лошо сме ја воделе или ни се вгнездила во институциите државни, па сега е институционална корупција, затоа што имавме заспано судство, затоа што имавме неиницијативно и неефикасно јавно обвинителство. Мојот одговор е тој. Добро, октоподот очигледно метастазирал длабоко, па И да знаеш не дека знам метастазира. во ред. Добро, би сакала малку сега околу тоа, кога веќе спомнавте борбата со корупцијата, имаме нов јавен обвинител од предизвестен период. Дали вие му давате шанса на новиот обвинител Савески, бидејќи еве сега само излегува со став дека тој ги исполнувал нарачките на власта, по првите чекори тоа се гледало. Дали вие тоа така го гледате? Дали имате очекувања од новиот обвинител дека ќе тргнат процесите на подобро? Па имав до пред неколку дена сега. А веќе толку пати сум се надевал да за моите години и после овие потези не се надевам. После кои потези? Па видите, он присуства на седница на Совет на јавни обвинители, а премиерот најдрско надвреди некој јавен обвинител. Не знаеме кој. Толку требаше да направат, да прашаат кој е тој јавен обвинител, кој е тој наш член, да не ги повторам збороите, не се за на телевизија, на оваа емисија, што така за него изјавивте. Толку требаше да направи Советот за да се издадржи достоинство. Ако не го направеше тоа, новиот јавен обвинител му беше шанса тоа да го каже и да го, а не да гласа за се одбие таа представка или што беше тужба на ставот на Советот беше дека не влијаело врз нејзиното работење, односно не, ставот на нејзините Советот одлуки. беше дека не била спомната. Не била спомната, да. Да, и требаше Советот да го викне премиерот да го праша за кого мислевте. Нема такви ингеренции, предпоставувам. Кој нема право? Советот има такви. Зашто да не го праша? Добро. Он не е должен да го праша. Ако вие навредите некој професор, да речеме, на медицински, ја би побарал да кажат кој е тој професор, кој е тој таков, Ама сега никаков. ја префрлате топката, значи сега топката е во рацете на Советот, да, во рацете на топката беше во Советот и сега. дигнитетот. Премиерот навредил некој обвинител. Сите знаеме кој е тој обвинител, Ленче Ристов. И после тоа даде оставка само за друг. Не сум ја спомнал. Кажи кој, ако не е Ленче, кој е? Толку треба да кажат. За да не му текне уште еднаш да навреде така, без никакви аргументи. Добро. Деспотовски вие? Јас не сум соработувал со делов од институции од правосудниот систем, бев ангажиран или повеќе економски. Не генерално што мислите воопшто, да, на таа како тема? човек искоментирам. Го гледав јавно, бидејќи за јавниот обвинител зборувавме не за Советот, така? Да, за јавниот беше обвинител. присутен на седницата, па го не го кажав коментирам тоа. да не ги ни познавам. Бидејќи нели претходно обвинувањата беа дека многу предмети се чувале во фиоки, еве сега да и самиот обвинител кажа што е тоа, ја не можам да им бркам во фиоките на кога беше обвинителите. именуван, го гледав, имаше на една од националните Така. телевизии интервју. Поретко гледам, меѓутоа го загледав, признавам, значи оставив печат дека доаѓа од фелата и дека знае за што зборува. Знаете како политичарите, дали бил премиерот или бил СДСМ, може имаат право да коментираат и да кажуваат што сакаат, ајде, окей. Меѓутоа задача е на јавниот обвинител, мисля дека рано оцениме дали ги оправдал очекувањата и не човекот е колку не се знена, не ни толку. Не. Негова задача ќе биде да остане имун на тоа што го прозива СДСМ или што го прозива ВМРО ДПМ и да си работи у рамки на тоа што му е задачата и мандатот, пошто доаѓа од таа фела. Знаете како, сум работел долго време во институции, сакам да верувам во тој институционален капацитет и во таа професионалност кај луѓето, така што секако сметам дека треба да се остави простор да се види како ќе се испорача обврската што има пред граѓаните, не према премиерот, па повторно ќе кажам, не да го слуша премиерот или ВМРО, ниту па да се осврне на критиката што доаѓа од СДСМ или од не знам од кој, што не е тоа негова работа. Да. Обично власт и опозицијата меѓусебно се обвинуваат околу тоа чив бил обвинителот, па потоа сите кривични пријави што се покренуваат или процеси се работело за нели политички прогон. Господин Костов, вие како гледате на најновите случувања, еве и ова околу Советот и со изборот на новиот јавен обвинител, очекувате ли? Очекувам промена, очекувам иницијативност. Не го познам човекот, не сакам се повторувам. Не Добро, сум вие тука со бевте докторов. порано обвинител, така да
Да, многу, да. Многу давно, да, во еден друг систем, нели? Од друг систем. Така. Ме напаѓа, ВМРО ме бирал, немат појма. Кога ја бев обвинител, ВМРО да не постоеше. Ама вака, мислам, имам право да... Да, многу давно. Имам право да разговарам на оваа тема, бидејќи ја знам материјата. Не знам што мислел премиерот, ама знам дека тоа се однесуваше на Катица и сите други останати 10 јавни специјални обвинители, кои за 5 години една истрага не завршија, еден предмет не завршија. Се јаве јунакот Јовески, незаконски ги распредели предметите, уште по незаконски ги распредели обвинителите по 4 најбитни обвинителства и им рече работете незаконски. Ајде вака. 2015 година, 15 септември го избраа специјалното јавно обвинителство, го избраа. Денеска сме 2026 година. Кажете ми, извини вака, Пети, незгодно ми е, не сум близок доволно на соговорниците вака да им се обртам. Кажете ми еден предмет, Ленче Ристевска, што има завршено. Поставам прашање. Ама ако не, тоа на друг да го кажуваш, па јас сум новинар, да не ти изведам легитимацијата. Дозволи вака. А предметите кој предмет Ленче Ристевска го заврши? Да ти кажам дека ефикасноста на Ленче Ристевска е 2, еве тие што беа одземени па не е овластувања. завршено.